Дејан Андоновиќ, имаме 3 минути свет. 3 минути, 3 теми. Секоја по минута. Ајде да видиме што е првата. Па она што е, би рекол, од регионот, според мене, значајна вест, а е од вчера, се однесува на тоа дека Црногорското специјално обвинителство започна со обвинение, односно формирало предмет за обвинение против, би рекол, вечниот црногорски председател Мило Ѓукановиќ, кој повеќе од 30 години нели на власт во Црна Гора и кој е обвинет дека перел пари, дека соработувал со италијанската мафија Коза Ностра, нешто што многу години се зборуваше, но никогаш не било вака официјално обвинето и кажано во јавноста. Мило Ѓукановиќ е навистина предмет на разни и шпекулации и известувања, рапортирања, надеж за 30 години ние бар добро тоа го памтиме и така натаму. Неговото име се појави во некои италијански судски предмети, како поврзано со таму е оваа Коза Ностра. Да, таму е тие Италија префрлање. имаше големи операции за апсење на Освен шверцот на цигари, се работи за обвинение од албанскиот нафтен тајкун Резард Тачи, кој тврди дека Мило Ѓукановиќ давал налог и перел околу 20 милиони евра, ми се чини само минатата година, за потребите на италијанската Коза Ностра, но и за шверцот со цигари. Да им кажеме на гледачите, или ги подсетиме дека Мило Ѓукановиќ 30 на години е веќе на власт. Тој почна како комунистички, да кажеме, од СФРЈ лидер, соработуваше со Милошевиќ во времето кога Милошевиќ беше најголемиот, да кажеме, непријател на светот број 1, одедношка се префрли со русите да соработува, па русите од кога се направија се сврте кон НАТО и Европската унија, така да контроверза секогаш изговорите беа меѓу другото и за криминалот, бидејќи од нешто мора да се живее, да. И сите тие, некои од тие авантури воени се финансираа меѓу другото и со тие. Сега последно и најново е залудувањето на односите со Белград, знаеме што се случуваше изминатиот период, па ќе видиме до каде е маневарскиот простор на Мило Ѓукановиќ во политичка смисла. Би можело за тоа да се говори многу подолго. Само за кратко ќе кажам, да. Некои од неговите бивши сојузници се зацкриени во Белград, против кои се води и постапки се водат во Црна Гора и така. Кој знае што тие се знаат и што се имаат раскажено. Видиме што ќе биде. Мило Ѓукановиќ прв пат после 30 години на минатогодишните избори ја изгубил на власт во парламентарна смисла, но остана председател на Црна Гора. А ќе потсетам, кога сте председател на една држава, имате се уште опција да се борите. Втора тема. Втора тема е секако успонот на екстремната десница во Европа, особено во Австрија и Германија. Имено австриската полиција неодамна заплени огромно количество на оружје и муниција, кое било го набавувале екстремистичките групи во Австрија, поврзани пред се со навивачите и со бајкерските клубови, на кои имаат за задача со антисемитистички пораки да се обидат, да се вратат на некој начин на власт, односно да ја радикализираат власта во Австрија. Загрижувачки се, би рекол, билансите колку многу екстремистички организации крајно десничарски има, освен во Австрија, тие се поврзани со Германија и со Италија, како да се враќа малку фашизмот и нацизмот во овие земји како некоја традиција. Она што е страшно е дека пораст на овие екстремистички групи има со мигрантската криза, со доаѓањето на луѓето од третиот свет кои бараат работа, така да е една загрижувачка состојба со Европа, а можеме да видиме дека во наредните избори во Европа екстремната десница оди и добива се повеќе и повеќе политичка моќ. Затоа можеби не е лошо да потрошиме некоја минута повеќе наредните денови со некои кои што ги следат тие феномени и да поразговараме воопшто за напливот на крајната десница, иако мора да се каже дека пробуден е европскиот, да кажеме, левичарски и либерален круг, кој што исто така почнува веќе да одговара на сите тие работи. Добро, овие се екстремни, па заради тоа и се на удар на јавноста. Имаме и кај нас овие десничари кои што исто така растат со поддршката, затоа што нивните пораки се лептливи, тие се секогаш набиени со веројатно екстремната десница не е задоволна од десницата
Па иде во екстремна смисла, тоа успеавме да го видиме и во Хрватска, и во Италија. Па и сега и во Франција. И во Франција, ќе видиме што ќе се случи. Тоа е таа мртва трка надпревар во слепа улица, ама додека не удрат во зидот напред, се тркаат. Ќе видиме што ќе се случи на следните претседателски избори во Франција кои се за пролет закажани. Ќе видиме дали Мари Ле Пен ќе има таков голем одзив, односно поддршка од французите, или сепак тие ќе останат на онаа десница или евентуално левица која треба да победи.